Сега за оние кои толку не знаат и немале време да прочитаат законот, немале или немаат време да направат споредба каква е улогата на УСС во моментов и на студентски парламент, да кажеме, пред целиот овој период, што е разликата помеѓу универзитетско студентско собрание, студентските парламенти порано и сојузот на студенти уште пред колку 15-20 години? Пред 15-20 години не знам, ама последните 15 години е студентски парламент. Што е разликата? Студентски парламент беше и се уште е невладина организација која сама со своји интерни акти го уредува начинот на функционирање, па така студентите немаа никаков, иако се студенти и таа организација по закон ги представуваше, немаа никаков удел во незиното уредување, не се знаеше кога има избори, како има избори, кој ги организира. Значи практично тие самите ги организира изборите, во кои што повторно се избираа самите или некои кои требаше да бидат избрани. И политичките партии прво не се знаеше колку им е мандат, 2 години, па со ВД 4 години, тотален хаос беше, надвор од контрола на студентите, а бидејќи невладина организација, универзитетот се оградуваше, велеше, тоа е невладина организација, не можеме да се мешаме, посебен правен субјект. Значи, као таква, студентите нема никаква контрола, ни како се уредува внатрешно, ни како се трошат финансиите. Сега факултетските студентски собранија и универзитетското студентско собрание се дел од универзитетот и дел од факултетите, односно внатре во академската заедница. Изборите се ги распишува деканот, се организираат од изборна комисија составена од 3 студенти и 2 професори, значи имаме гаранција и од професорите и од студентите дека ќе ми изазове телефонот, се збудив, ама е неформален подкастот. Имаме гаранција дека изборите ќе бидат како што треба спроведени по закон за високо образование, по статутот на универзитетот. Мора да се одржуваат секоја година, така што не може вие да имате маршали по 10 години што беа председатели на студентските собранија, по 30 години на студентските парламенти, по 30 години тие уште се занимаваа со представување на студенти. Така што ова значи дека секоја година имаме избори, ако представниците не си ја завршуваат својата работа, следната година можеме да ги смениме, може да се кандидираат сите студенти само со поднесување на кандидатура до архивата, значи процесот е целосно транспарентен, олеснет, имаме избирачки список со бројот на студенти на факултетот, кај што не може да имаме дупло, трупло гласање, да гласаат вработени во водовод Битола, како што се случуваше порано. Така што целосна демократизација на студентското представничко тело. Студентите си ги избираат представниците на својата група, на својата генерација, ако се лоши следната година ќе ги сменат и тоа е тоа. И дури и да заглавите со најлошиот представник на студентите, тоа е 1 година. Не е 9 години. Тој да студира цело време различен факултет само за да биде представник и да нема никаков контакт со студентите. Така што тоа е добро. И втора работа, финансиите, апсолутно нема никаква можност да се прават малверзации со финансиите, бидејќи ова е универзитетот е државен, државата има надзор како се трошат финансиите, ако направите било каква малверзација, со истите ќе се одговарате кривично, треба да поднесете извештај на крајот на годината, така што целосна заштита има. Може би е по-неефикасен начин на функционирање, но дефинитивно е побезбеден. А во ситуација кај што имавме порано црни студентски представнички тела, добро е да одиме на поголема безбедност, а ефикасноста со текот на годините ќе се развие полесно и ќе се знае како се функционира. Ние прва година учиме, сите учиме, никој нема појма како ќе функционира, зашто сега самите си ги уредуваме, ги бараме грешките и ќе пробаме да ги поправиме.